Од нула до книга што освести илјадници родители во земјава. Црвено апче за повеќе креативност или бело апче за повеќе продадени сликовници? Црвено апче за повеќе креативност, сликовницата е доволно моќна да се продава само од себе. Пишување во тишина или со музика? Со класична музика пишување. Навечер или наутро? Наутро после добар тренинг. Една книга или серијал? Серијал дефинитивно. Магија или реалност? Магија. Хумор во приказната или силна порака? Силна порака, како пораката во мојата сликовница, а тоа е да бидете присутни во моментите со вашите дечиња затоа што еднаш се мали. Почитувани гледачи, добре дојдовте во нашиот нов серијал на емисии насловен Од нула. Мој денешен гостин е Данче Азманова Мирчевска. Данче, здраво и добре ни дојде. Благодарам за поканата, навистина ми е драго што те го кршиме мразот со мене како гостинка. Данче, малку за тебе и како би се опишала со 3 збора? Да започнеме така со опис твој. Јасно. Па, пријателите и соработниците би кажале дека сум тврдоглава, затоа што ако си зацртам нешто во глава, ако треба 100 планини ќе поминам, ама ќе го остварам тоа што ги имам зацртано. Маш ми би ме рекол дека сум драматична, полна со емоции. Мажи. Да, а доколку животните би можеле да зборуваат, би рекле дека сум хумана, затоа што јас сум од тие тетки што со кесенце храна во рака одат од улица во улица. 3 начални зборови за мене. Јас како што можев да заклучам, бидејќи малку нели истраживме и се пред да дојдеш денеска кај нас во емисија, дека си креативна. Па сакам за твојата креативност, дали е тоа нешто што го поседуваш од дете или некаде креативноста се појави во подоцнежните години на твојот живот? Би рекла дека тоа е нешто што го имам негувано уште како дете, затоа што уште од моја 4-та година јас сум на сцена, ја правам нешто креативно и веќе сум еве до ден денеска околу 30 години од мојот живот ги поминав на сцена, на еден или друг начин. Значи од 4 години имаш започнато на сцена. Да. А зашто останува? Уште во градинка. Во градинка. Да, приветби некои представи. Да. И тоа го негував тој дух. Мислам, моите родители ја поттикнуваат таа моја негативна страна и луѓето што ме знаат ќе ви кажат дека не сум некоја личност што досега имала монотона професија во животот, ниту пак сум личност што се задоволува со судбината или со кјутиси трајси, има и полошо, да. Не сум јас таква, имам правило, например, дека не останувам на работно место, каде што се чувствувам 2 недели поред мизерно. И тоа од секојаш сум го почитувала, веројатно и затоа сега работам за себе. Она пошто си предпознатлива меѓу кои другите работи нели кои што ги правиш, бидејќи се занимаваш со повеќе работи одеднаш, тоа е твојата сликовница. Креативноста своја ја преточуваш во сликовница, па откаде идејата за едно вакво дело, една ваква творба? Сликовницата настана од тоа што сакам да го наблюдувам светот, како функционираат луѓето, како размислуваат, кои им се проблемите и дилемите. И пред се наблюдувајќи се себе. Значи тоа е повеќе не само порака до самите родители за да ги остават телефоните на страни, да се фокусираат на своите дечиња, да поминуваат квалитетно време со нив, туку беше и на некој начин, еве ако сум 100% искрена, да. И порака од мене за мене. Затоа што имаше период во мојата кариера кога го имав тој страв, FOMO, fear of missing out, постојано да бидам насекаде на сите настани, делоците, случувања, да не пропуштам некој настан или некој мрежување, деме како нешто пропуштам ќе биде крај на светот, како да нема опоравување од тоа. И се фатив себе си во многу моменти како си играм со пола од вниманието со син ми Дарио, а како си скролам со едната рака. Да. Како си скролам со едната рака и гледам дали има некој нов настан или некоја нова објава за нешто што се случува, што јас сум ја пропуштила и како на секој 5-10 минути јас скокам инстинктивно на некоја нотификација, дали некој ми го лајкнал постот или ми стигнала некоја вибер порака и осеќав огромна грижа на совест што го правам тоа и дури ден денес се прашам колку всушност јас уникатни моменти со син ми пропуштив затоа што бев обседната да проверам нотификации и всушност сакав самата сликовница да биде едно освестување за себе, но и за сите родители кои што поминуваат низ овие предизвици, а верувајте ги има многу. Да, точно меѓу кои јас малку ме потсетим, се навратив и јас со мојата ќеркичка многу време од денот ми одземаше телефонот и
одлучивме со сопругот дека треба телефоните да ги оставиме настрана, кога ќе се вратиме од работа да се посветиме максимално, бидејќи тоа време што го посветуваме на телефоните е веќе изгубено време од времето со нашето дете, кое што треба нели да му посветиме внимание. Тоа цел ден не чека нас да се вратиме од работа за да биде со нас, а ние сакаме да одмориме глава, нели да погледнеме на телефон што има ново, но всушност пропуштаме и одземаме од незиното време кое што она најмногу би сакала да го помине со нас. Време е за Даро, за ова, малку да ни кажеш кога излезе на оваа сликовница, каква порака ни носи, ето така. Да ни сублимираш нешто за време за Даро. Сликовницата се роди минатата година во јануари 2025 година. Едноставно еден дожлив ден се седнав во едно кафуле и излезе од мене за 40 минути со се кафе пауза ја напишав. Јас сум контент креатор, 10 години пишувам огромни текстови, илјадници текстови имам позади мене и за мене беше нешто највообичаено да седнам и 8 страници текст да напишам. Не очекував тоа да биде сликовница, едноставно имав тема што беше длабоко во мене и осеќав некој порив да ја пренесам. Е сега, како толку брзо ја напишав, предходно, еден месец предходно. Тоа е ова, извини, сликовничка, да може да ја погледнам дур ми лелем прекрасна е, преубава корица. Да, извини, те слушам. Спомна ми за тоа. Всушност, пред да напишам сликовницата, сакав да напишам четиво кое што ќе резонира со родителите, кое што нема да биде само уште една сликовница што еднаш ќе се прочита и потоа ќе фаќа прашина, туку сакав да биде нешто што ќе трае, нешто што ќе пренесе на вистина моќна порака. И затоа избрав 30 на жени од мојата заедница на мајки, ги седнав на кафе, еден на еден, со листа на прашања и ги прашав за нивните проблеми, предизвици, маки, желби, но и кои им се читачките навики, нивните и читачките навики на нивните деца и секако таа ноќна рутина. Да се гледа време за Даро, сепак треба многу родители да си размислат да си ја попатува сликовница. Нешто што успеав да прочитам сега дур да ме зборуваше, фаќа некои клучни теми, проблеми во едно денешно семејство, да речем. Извини. Да, и токму од тие разговори што ги имав со 30 на жени се појави една тема упорно ми се пројавуваше како НЗС, а тоа беше како ние, родителите, толку сме обседнати да бидеме онлайн, обседнати со нашите телефони, да сме постојано присутни на сметка на квалитетно време со нашите дечиња. И осеќав дека тоа е тема што мора да се напише, тема за која што никој досега не зборувал во сликовница и си реков, па зошто јас да не биде ова тема на мојата прва сликовница? Одлично. И така настана. Се соочили ли со некои потешкоти, тешки моменти во креативниот дел, еве за 40 минути си ја склопила цела сликовница практично, но дали се соочи со некои тешкоти, можеби понатаму во продукцијата или така натаму, или едноставно овој проект одеше глатко за тебе? Не беше воопшто глатко, затоа што јас немав никакво искуство со издавање за сликовница. Ова ми беше прв проект. Мислам дека начално со два најголеми предизвици се соочив. Првиот беше тоа што морав да го скратам текстот. Не смееше да биде толку долг за сликовница. За среќа овде беше мојата уредничка Кристина Дуковска, која што е основачка на правопис за деца, која што ми посочи на кои делчиња можам да го скратам и каде може да појачам на емоција. Навистина сум и благодарна за тоа. Најголемиот предизвик беше да најдам илустратор, кој што ќе го долови тоа што го имам во глава. А луѓето што ме познаваат ќе ви кажат дека е многу тешко да ме разберат, затоа што сум многу комплицирана и имам многу високи стандарди за она што го сакам. И после неколку месеци интервјуа и тестирање на илустратор изминатото лето, го најдов илустраторот Кристијан Јовановски, кој што не морав многу да му објаснувам, само го вида текстот и некако како да ми ги читаше мислите. Доби слика. Да. За сликомнета. Ја видов првата скица што ми ја направи кога почнавме со соработка и знаев дека тоа е тоа. Немав никаква забелешка. Ја очекував дека ќе имам стотици забелешки за илустрацијата, ништо. Немав никаква. Останав без зборови, си кажав неверојатно некој колку добро може да ми го долови тоа што го имам во глава врз база на текст. Допрво кога видов готовата илустрација, готовиот продукт, искрено плачам. Значи солзи ми тече. Прекрасна е, навистина е прекрасна. Се гледа дека е со многу љубов направена и одлична креатива има, колку што успеав да ја погледнам, кога ќе завршиме ќе се ја читнам би сакала.
За поздрав е идејата и реализацијата е за поздрав. Во секој случај немам што да додадам на таа тема. Дали можеби е нешто што прв пат го правиш, прв чекор за тебе во овој поглед, нели, креатива сликовница, се соочили со луѓе кои што можеби пробуваат да те одвратат од идејата, да те го отежнат патот, дали најде на луѓе кои што едноставно не сака да успееш во ова кое што си го имаш замислено? Да, апсолутно. Мислам, имаше безброј такви ситуации. Многу луѓе ме велеа зошто Данча ти си трошиш и пари, време и енергија да издаде сликовница, бидејќи веќе сметале дека никој не купува сликовници за деца, никој не чита сликовници за деца. И јас си кажав, не само што ќе издадам сликовница, туку и ќе направам да бидам најпродавана од цела држава. За име, така како што сум. Браво. И така и беше. Задоволна си во тој поглед, ја спомна продажбата, колку свеста на родителите. Добро, пред се можеби ова идеја добра за подарок, но и родителите нели да можат да им ја прочитаат на нивните деца, да ги потикне нив како да размислуваат за попаметно да си го трошат нивното време, нели, во семејството по завршување на работните обврски. Има свест кај луѓето. И ја купуваат оваа сликовница. Да, и навистина сум презадоволна. Искрено не очекував толку голем наплив на продадени сликовници, меѓутоа сватив дека се повеќе луѓе се освестуваат и навистина ми е драго и најчесто сликовницата се продава по препорака. Една мајка ќе ја прочита, ќе ја препорача на цело друштво, сите ќе ја читаат, па ми пишуваат дека си плачале кога ја завршиле ти. Ова е всушност и тажна приказна. Затоа јас постојано велам дека ова не е толку сликовница за деца. Ова е повеќе четиво за родителите. Затоа што родителите ќе ја сватат како што треба да биде сватена и тоа ќе направи некој шифт во нивната глава и ќе почнат телефонот ќе го стават настрана и ќе почнат многу попосветено да бидат повеќе присутни во времето што го имаат со своите деца. И навистина сум задоволна од целиот фидбек што го добив и од сите мајки што ме пишуваат дека детето мора барем 5 пати навечер да прочита сликовницата пред да заспие. Навистина сум благодарна за тоа. Данча, ме интересира, дали прво се роди текстот сосема случајно седејќи во кафуле или на тоа претходеше некој илустрација која што ти се појави или можеби реален момент од твоето секојдневие кој што ја потекне идејата за оваа сликовница? Да, пред се роди текстот, ама пред текстот беше како резултат на истражување идејата за темава. Исто така сакав малку да ја направам, да ја базирам и на вистинска приказна. Детето во сликовницата се вика Даро, син ми е Дарио, има некои сличности во самите илустрации. Меѓутоа, исто така поентата на сликовницата, огромен протагонист е кучето Бека, кое што им се појавува во нивните животни, што е магично кученце. Тоа е мое куче кое што почина, беше отруено. И сакав на некој начин да ги внесам и животните во оваа приказна. И мислам дека и кога би имало следни серијали, секогаш би вклучувала некој животно, затоа што животните се суштества кои што ни помагаат да останеме присутни, да останеме приземјени, оти се полни со љубов, не осудуваат и мислам дека тоа е нешто што е потребно да се... емоција, јас да. така ги нарекувам животните всушност. Мислам, оние домашните животни кои што се ги имам, ми представуваат голема љубов и моето семејство и мојата ќеркичка ужива да се поминува време со кутрето, планираме и маченце, каде ќе стигнеме, не знам. Данче, сакав да те прашам, оваа сликовница, каде можат родителите да ја најдат, каде се продава оваа сликовница, дали е онлайн или можеби во некоја книжарница може да се најде? Сликовницата е достапна моментално во Скопје и во Струмица, достапна е онлайн, може да ја нарачат преку мојот профил на Инстаграм, тогаш ги пишувам и со посвета до детенца на кој што ме потребно. Се продава и низ неколку кафе, книжарници и концепт продавници низ Скопје. Исто така во план е да се прошири таа мрежа на продажба низ цела Македонија. За конкретните локации на мојот Инстаграм профил има пинуван пост каде што ќе можат да ги разгледат и да си видат кај има најблиското место да си ја купат, доколку сакат да биде со посвета. Директно до тебе. Да, директно од авторката. Значи да си ја заследиме Данче и секој што е заинтересиран да ја погледне и да има во својот дом оваа сликовница или можеби да ја подари. Јас охрабрувам. На крајот сепак од интервјуто ќе
ќе ги ставиме твоите социјални мрежи за да можат луѓето да те заследат и нели натаму да се остварите комуникација. Јас би сакала да знам дали имаме идеја за некоја нова сликовница, работиш на нешто друго во ова поле, на ова поле. Ја би сакала првен да ми легне успехот што го имам со оваа Добро, па е сликовница. пред една година, всушност да. Да, во декември сега издадов, на 20 декември. Сега? Да, сега беше Браво. промоцијата и сакам да спомнам околу делот со кампањата, затоа што издавање на промоција не е само ќе ја напишам, ќе се илустрира, ќе издадам и тоа е тоа. Постојано правам како автор кампања, со тоа што продолжувам со едукација за важноста на родителите да ги стават телефоните на страна, да се посветат на децата, и токму она што го направи со сликовницата, она поради која што сметам дека доведе до толков успех, и ако сум нов автор, е кампањата што имав. Затоа што не сакав ја да имам класична кампања за сликовница, сакав да биде нешто сосема поразлично, досега невидено. И затоа имав две креативни директорки, морам да ги поздравам, Зорица Галева и Ивана Панова, кои што беа навистина иновативни и од нула ми ги смислија концептите што треба да ги пренесе кампањата, сите пораки и сите дизајни. Значи се е нивно дело. Одлично. Затоа сметам дека да се издаде една сликовница не е нешто што може сам да го направиш. Мислам, јас го напишав текстот за 40 минути, вложи во истата финансиски, но тимот е тој што ја крена сета таа реализација на едно повисоко ниво. Тимот е заслужен за целиот успех на сликовницата. Не можам тоа на себе да го припишам само. Не, убаво е да се знае дека не е едноставен патот, дека и ги охрабруваме сите оние луѓе кои што нели имаат идеја и кои што би сакале да си ја пренесат својата порака на овој или на оној начин, во случајов со сликовница, ги охрабруваме дека иако без претходно искуство, во случајот како ти, Данче, сепак си успеала да го реализираш овој проект. Јас би посакала многу успеси во идниот период, очекуваме некоја нова сликовница, нешто ново од тебе, секогаш сме тука да ја негуваме твојата идеја, да ја споделиме со пошироката јавност, и тоа би било тоа од наша страна. Ти благодариме. Ти благодарам за овој разговор, навистина уживав.